Уриктуем персери на студио портафилуар биседен тон. Вања, сакам да знам како започна вашата приказна со оваа болеста? Приказната со оваа болест започна кога имав 26 години. Сега вака кога го изговарам тоа гласно, сваќам дека впрочем поминала повеќе од пола деценија и гледам нели колку брзо всушност поминува времето, дека е тоа еден своевиден ролер костер. Иако кога сте во една ваква ситуација да се борите со сериозна хронична болест, понекогаш може да ви се чини како да тапкате во место, но всушност секој мал чекор ќе ве однесе кон крајната цел. Инаку, попрецизно, тоа беше во 2019 година, беше ноември, и само што имаше завршено розевиот месец во кој што постојано се зборува за ракот на дојка. И јас кога ја дознав диагнозата, си одев кон мојот дом и најдов на еден билборд кој што беше останат од октомвриските кампањи. И на билбордот пишуваше: секоја 8 жена во својот живот ќе ја добие диагнозата рак на дојка, научи да го живее, што беше слоганот. И јас кога го погледнав, дознав за диагнозата можеби половина час претходно и се уште бев во многу прашалници, си реков, не, јас нема да живеам со него, јас ќе го преживеам, нели ќе ја добијам оваа борба. Тој ја доби битката, меѓутоа војната ќе биде моја. И еве сме тука денес каде што сме. Кој беше вашиот прв момент на реакција по диагнозата? По диагнозата сите пациенти се соочуваме со шок, колку и да е очекувано. Велам очекувано затоа што некои се јавуваат на лекарот како ќе почувствуваат нели симптом. Но сепак е шокот голем, бидејќи вие имате еден јазол од известност и од неизвестност. Известност дека ќе биде тешко, дека ќе биде комплицирано и макотрапно, меѓутоа неизвестно во однос на деталите, што тоа ќе значи и како ќе се одвива и колку долго ќе трае. Така што навистина тоа беше еден шок за мене, за моето семејство, каде што се обединивме и секој нели на свој начин со своји сили се вклучи да помогне. Дали веднаш верувавте дека ќе ја победите болестата? Да, верував, затоа што јас не се прашав зошто мене. Знаев нели дека болеста не дискриминира, само се прашав зошто сега, бидејќи болеста како болест е секако тешка кому и да му се случи. Меѓутоа кога сте помлади, предизвиците се побројни, потешки, затоа што вие уште во старт морате многу повеќе години од вашата животна доба да ја потрошите на борбата со оваа болест. Инаку, да не звучам сега нели дека имам токсична позитивност, не сум поборник за тој пристап, меѓутоа знаев нели дека ќе имаме еден позитивен исход, бидејќи кога бев дете, мојата баба, односно мајката на мојата мајка, имаше карцином на дојка, таа е жива и здрава, веќе има 4 правнучиња. Така што имав еден пример во мојот дом кој што одлучив да го следам. Кој момент ви беше најтежок во целиот процес? Па би одвоила два моменти. Првиот е тоа што бев физички премногу кревка. За волја на вистината не можев да си играм со мојот внук, кој што во тој момент имаше 2,5 години. Потоа кога го славевме неговиот 3-ти роден ден, јас бев на средина од хемотерапиите и сите ние дома му велевме: тета ја боли грбот или нешто друго, тета не е добро, нели немој толку силно да се гушкаш. И се тој беше многу мал за да разбере. Меѓутоа сега веќе оди во школа, тој е голем, не се ни сеќава нели на тие моменти, можеме да уживаме и да се нервираме исто така во тие палави игри негови. Вториот тежок момент беше
доаѓањето на ковид пандемијата, јас имав вкупно 8 хемотерапии. Четвртата требаше да ја примам неколку дена по регистрираниот прв случај на корона во земјата, што значи дека тогаш имаше навистина многу строги мерки, протоколи, беше една огромна непознаница за целиот свет, па така и за нашите власти тогашни. И тоа дополнително беше тешко поради притисокот кој што и јас самата нели си го правев, да се чувам, да не се заразам. Бев премногу кревка физички, а сепак се плашев некој да дојде да ми помогне, и тие денови морав да ги поменам во изолација. Хемотерапиите ги примав во скафандер, со маски, со ракавици, кои што пак е многу тешко се наоѓа тогаш, па другите пациентки кои што доаѓаа до таа опрема ми позајмува, така некако се снаоѓавме. И навистина мислам дека тој период на пандемија навистина го усложни третманот за сите нас кои што се лекувавме во тоа време, а потоа се случи и наплив на новодиагностицирани, бидејќи запреа редовните прегледи во тој период. Да. Што беше најважно нешто што ве држеше силни? Најважно нешто... Па борбата за подобро утре и волјата во огледало да видам нов човек, бидејќи вие кога сте во таа ситуација навистина не се ни препознавате во огледало, и физичкиот изглед целосно се менува. Мислам дека тоа е во секунда, се будите едно утро и вие веќе не ја препознавате личноста која што ја гледате, но знаете дека сепак внатрешно сте истиот човек со истите вредности, со истите принципи, и кога се водите по нив, добивате едно ново јас на крајот, но сепак задржувате некоја ваша суштина од претходно. Вања, ние ќе продолжиме пак. Do t'i lutem regjis për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe ne do të rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë. Jemi përsëri në studio për të vazhduar temën tonë mbi luftën kundër kancerit. Vanja, сакам да знам колку траеше целиот процес на лекување? Тоа е малку комплицирано прашање, бидејќи ние дури кога ќе завршиме со хемотерапиите, со терапиите со радиозрачење на клиниката за онкологија, може да продолжиме со други терапии кои што ги примаме, така што таму во континуитет ги примав терапиите, би рекла 6 до 7 месеци од прилика, но потоа уште неколку години на секои 3 месеци одев за да примам одредени инекции. Така што вие всушност кога ќе станете онколошки пациент, сте пациент на долг рок, само се менува интервалот на кој што треба да се јавите на лекар, но секако важно е да научите да се носите со тоа и да прифатите дека вашиот нов живот ќе се одвива така понатаму. Како го поднесовте физичкиот и психичкиот дел од третманот? Знам дека е многу тешко. Да, навистина е многу тешко. Јас дури би рекла дека психичкиот дел е многу потежок, затоа што во однос на физичкиот дел вие чувствувате конкретна болка, знаете каде ве боли, што ве боли, може да им кажете на вашите доктори да ви дадат одредена терапија, меѓутоа кога ве боли душата и кога надвиснуваат многу прашалници над вашиот ум, тоа не се лекува со апче, туку само со психотерапија, со психолошка подршка, и тоа секако е процес кој што одзема повеќе време. Во однос на физичкиот дел, самата операција е, да речам, во одредена мера поедноставна, за разлика од операциите на други органи, доколку се зафатени со рак. Например, органите во абдомен се со позахтевни операции, но и хемотерапиите знаат да бидат доста тешки. Има стотици нус ефекти и баш е навистина руски рулет
кој нус ефект на вас ќе ви да. се падне. Например, додека да ги примам сите терапии, јас разговарав со многу жени кои што го поминале процесот и тие кажуваа дека со секоја хемотерапија на нив им станувало потешко и потешко, за веќе последните 2 да не можат да станат од кревет. Кај мене процесот беше сосема обратен, со секоја хемотерапија се стануваше полесно, дали моето тело полесно се навикнуваше на сето тоа, не знам, но сепак психичкиот момент беше тежок бидејќи чувствував страв. Знаев дека ќе ми биде тешко и лошо, но не знаев во која мера. Тоа го дознавав нели откако ќе си дојдев дома. Како ја опишувате поддршката во македонскиот здравствен систем? Како ти беше за теб? Во нашето јавно здравство има навистина доста недостатоци и самиот систем не исправа пред многу предизвици. Не само нас пациентите, туку и воопшто сите граѓани, бидејќи мислам дека системски потфрламе во однос на делот на превенција. Но се случи еден многу убав момент кога клиниката за онкологија отвори психолошки кабинет. Многу важно. Тамо има психолози кои што навистина со љубов си ја работат работата, меѓутоа потребно е да се воведе сменско работење за тоа да може да биде подостапно за пациентите, нели, откако и ќе се вратат редовно на работа. Исто така мислам дека е важно и да го има во внатрешноста, во тие јавни здравствени установи. Важно е да се напомене дека психолозите преку Црвен крст и преку останатите организации од граѓанскиот сектор на волонтерска база организира и се уште организираат работилници групни за самите пациенти. Во времето на ковид пандемијата тоа се одвиваше онлайн секоја среда во 18 часот, се организираше Корона кафе на платформата Zoom и тоа беа навистина едни убави моменти каде што пациентките се обединуваа со професионалците од областа на психологијата, но сепак треба тоа да биде подостапно и за останатите што се надвор Апсолутно. од Скопје. Дали имавте пристап до сите потребни терапии и лекови тука? Да, за моја среќа, јас не се соочив со недостиг на терапии, со ситуација во која што акцелераторот за зрачна терапија би бил расипан, иако тоа нели не е непознато во нашето јавно здравство. И многу е парадоксално тоа што во ковид пандемијата ние немавме недостиг на терапии. Дури и самата таблетарна терапија преку невладиниот сектор се доставуваше до пациентите надвор од Скопје до нивниот дом. Значи, па и останатите терапии како инекции и слично исто така се доставува секако во договор со самата клиника, со извештај од доктор, сето тоа беше регулирано, но иако тоа го стави пред предизвик целокупниот здравствен систем, сега по завршувањето на пандемијата ние само ги броиме во редица недостатоците, еден ќе заврши, друг ќе почне. Што би сакале да се подобри во третманот на пациентите со рак тука во Македонија, за да биде подобро за другите? Прво, мислам дека треба да имаме повеќе кадри, не само онколози, туку и медицински сестри, бидејќи кога сте на хемотерапија, тоа е многу специфично и за самата медицинска сестри. Мислам дека треба да имаме повеќе кадри за да има кој да не лекува. Треба да имаме повеќе терапии за да имаме со што да не лекуваат докторите и медицинските сестри исто така, и во однос на закажувањето на прегледи, да им се дадат одредени овластувања на нашите матични лекари, за да не мораме за одредени крвни анализи или прегледи да одиме на специјалист, па потоа да го правиме потребниот преглед и на крај да кренеме раце и сето тоа да го правиме на приватно. Дали зборувавте отворено за ова болеста? Да, секако јас зборувам отворено со години наназад, бидејќи кога јас бев на почетокот оваа борба, знаев колку би ми значело да ги слушнам сведоштвата, особено на млади пациентки кои што поминале низ ова. Во тој период не беа многу чести разговорите, интервјуата по медиумите, особено ваквите традиционални медиуми, кога станува збор за овие теми.
и многу често и преку социјалните мрежи останатите нови медиуми ги следев блоговите на жените од регионот. Во Србија, во Хрватска, во Босна и Херцеговина се многу поотворени од кај нас. Во Соединетите Американски држави се па и на неколку нивоа погоре, таму имаат и своји подкасти каде што ги актуализираат овие теми. Така што ако добро го владеете англискиот јазик, навистина може да слушнете добри сведоштва, но секако неминовно и кај нас гласно да се зборува. Како се чувствувавте кога ја добивте веста дека сте излечени од оваа болеста? Како беше за вас? Веста ми ја соопшти мајка ми, мислам дека заедно плачевме од среќа. Тогаш го правев PET скенот каде што нели се скенира целото тело и се регистрира дека нема ниту една малигна клетка, таа не можеше да издржи, ги зеде резултатите и беше навистина едно големо олеснување. Ми се чини дека неколку дена после тоа заминав на море, беше почеток на јуни, времето беше веќе прекрасно, почна летната сезона, така што беше навистина едно огромно олеснување. Како се промени вашиот живот после лекувањето? Како што и претходно кажав, вие кога се лекувате од вакво нешто, добивате едно ново јас, но сепак си ги задржувате старите вредности и принципи, нели, кои што ве водат понатаму во смисла на тоа да имате храброст, истрајност, да бидете добар човек, да имате трпение, нели, по старите рекле трпение, спасение, за се треба време. Но сепак се промени во смисла на тоа дека научив подобро да ги поставувам моите лични граници, да знам дека дури претераната емпатија не е добра, доколку е претерана, не е добра за мене, и дека не треба да се расплинуваш со љубовта и сите останати позитивни емоции таму каде што тоа не ти е возвратено. Мислам дека тоа не е себично, туку е важно за да си обезбедите добар квалитет на Дали гледате животот. на светот сега поинаку денес? Па да, научив да бидам поблагодарна за работите кои што ги имам, кои што ги поседувам, и понекогаш е потребно да се случи еден ваков пресрат во животот. Се разбира, не да бидете нели токсично позитивни. Некои честопати велат само позитивна мисла, но јас мислам дека само тоа, значи тоа е мојот став, дека само тоа не е доволно за вие да се исцелите. Тоа е еден многу комплексен систем. Апсолутно. Дали се уште редовно, значи, правите лекарски контроли? И ова е многу важно. Да, всушност важно е сите нели да ја имаат здравствена хигиена, редовно да прават прегледи, но кога сте онколошки пациент, тоа е малку поредовно. Се бориме сите со системот, со тоа да дојдеме до термин, до преглед, во нашиот град или во некој град блиску до местото на живење, така што да, редовно треба да се прават прегледи на целото тело, не само на органот кој што бил затекнат и зафатен од болеста, но секако си го прифаќате тоа како еден нов живот, како едно ново нормално, нели, што се вели дека вашиот живот може да е убав, но треба да прифатите, нели, дека често ќе одите на прегледи. Колку беше важна за тебе поддршката од семејството, пријателите? Па беше исклучително важна. Всушност мислам дека тоа беше и нешто најважно. Да. Што најмногу го цените сега во животот, после ова? Сега во животот најмногу го ценам сегашниот момент, значи сегашниот миг, присутноста, бидејќи понекогаш ако премногу размислуваме, се навраќаме на некои ситуации во минатото кои што не можеме да ги промениме, размислуваме за ситуации во иднината на кои што не можеме сега да влијаеме и некако се губиме во сегашноста. Така што тоа би бил мојот одговор. И ќе продолжиме пак. Дотешко путаме еден јер менја Апсирта Шкуртер публицитаре, вериктеми персери на студио.
Уриктујам персери на студио пртаваш дуар ме теман тон. Вања, какви нови цели ги поставивте после тоа искуство? Нови цели, единствената цел ми е да имам благосостојба, добар квалитет на животот и мислам дека мојот впечаток е таков дека со се што правам се движам натака. Што научивте за себе низ целиот процес? За себе научив дека можам истовремено да бидам и кревка, и храбра, и истрајна. Многу е интересно кога сите тие нешта ќе се испреплетат. Научив, како што нели претходно напоменав, подобро да ги поставувам своите лични граници. Научив дека не е цела реченица, нема потреба секогаш и секому претерано да се објаснувате и дека ако си ја знаете својата вредност, нема потреба да барате валидација од останатите, затоа што тоа само ќе ве исцрпи и ќе ве оддалечи од постигнувањето на целите кои што сте си ги зацртале. Кој совет би им го дале на луѓето што моментално се борат со рак? На оние кои што сега се борат со рак би им дала совет да истраат и да веруваат, да се надеваат и да не се плашат, да знаат дека сето тоа ќе помине, некогаш ќе биде само нешто на кое што ќе се сеќаваат, па дури и низ магла, бидејќи целиот тој период е толку многу стресен, што на некои моменти не се сеќавате баш јасно, но сето тоа што сега им се случува ќе им биде патоказ за понатаму да знаат како да постапуваат. Дали мислите дека доволно се зборува за оваа тема тука? Мислам дека во последните години се повеќе и повеќе се зборува, но треба да се зборува повеќе. Дури би ги охрабрила девојките, жените кои што се соочуваат со ова, да не се срамат, да не се плашат, да бидат похрабри јавно да зборуваат за тоа, затоа што така ќе бидеме пообединети и тоа може би ќе биде некој своевиден притисок врз системот за да профункционира подобро, а секако и да ја креваме свеста кај останатите, нели, за да прават почесто прегледи. Како може јавноста подобро да ги поддржи луѓето со рак? Единствено и само без предрасуди, без чудни прашања и коментари од типот си ослабнала, си се здебелила, колку килограми имаш плюс, бидејќи вие кога се соочувате со рак, вашето тело постојано доживува една трансформација. Има денови кога вие не се препознавате во огледало, килограмите варираат, затоа што терапиите си го прават своето, понекогаш дури поради целокупниот стрес може и да немате апетит, нели, и да не јадете со денови и на вагата постојано бројките да се менуваат, да доживувате една целосна трансформација, едноставно нема потреба да се даваат такви коментари за нешто кое што личноста самата го воочува. Подобро прашајте како можам да ти помогнам и бидете до неа. Апсолутно. Дали сте вклучени во некаква кампања или здружење за подигање на свеста? Јас официјално како член не сум дел од ниедно здружение, меѓутоа неколку пати досега сум се вклучила во активностите на две од здруженијата кои што функционираат во оваа област. Дури со едното од нив имавме заедничка акција за децата онколошки пациенти на детската клиника. Тоа беше пред неколку години за време на божикните празници. Сега пред неколку дена имавме и розев појадок во градскиот парк, каде што исто така отидов да дадам поддршка, така што да комуницираме интензивно. Колку важни се овие активности?
Па важна е нивната улога, да, не може да се занемари, затоа што се укажува на она кое што е потребно системски да се промени, а се подобрува и комуникацијата меѓу самите пациенти, особено ако на настанот има и некаква музичка програма, па тоа нуди една многу позитивна нишка, иако, например, е еден ден, сепак тој ден сте си го поминале прекрасно со луѓе кои што можат најдобро од сите да разберат низ што поминувате или што сте поминале. Кој е вашиот најголем животен сон сега? Сега во овој момент да бидам здрава, да имам квалитетен живот, благосостојба за еден ден, да можам да се остварам како мајка. Со која порака би сакале да го завршите ова интервју? Ова интервју би го завршила со една порака по која што јас секогаш се водам и секогаш претходно јавно сум ја кажувала, тоа е дека нашето тело е нашиот дом и кога нешто не е во ред, тоа секогаш ќе ни каже, само треба да знаеме да го послушаме со љубов, а не со притисок. Апсолутно, Вања, ти благодарам многу за времето. Ви благодарам и на вас.